Што ги прави нештата кисели? Во ова видео ќе дознаеш што се киселините и што е чудната pH скала. Киселините се супстанци со кисел вкус, како лимонската киселина во лимоните или оцетната киселина во оцетот. Има многу други природни киселини, како млечната киселина во киселото млеко и отровната оксална киселина во ревенот. Пред 250 години хемичарите откриле дека неметалите образуваат киселини кога горат, па го нарекле гасот во воздухот кислород, оној кој раѓа киселини. При согорување, сулфурот образува сулфур диоксид, кој се раствора во вода и образува сулфурна киселина. Јаглерод диоксидот образува јаглеродна киселина, која го прави дождот слабо кисел. А оксидите на азот се раствораат во вода и образуваат азотна киселина. Но, кислородот реагира и со реактивните метали и образува хидроксиди, како натриум хидроксид и калциум оксид. Значи, кислородот не произведува само киселини, туку и хидроксиди. Во вода, киселините губат еден јон на водород или протон, кој со молекула на вода ќе формира јон на хидрониум, H3O+. Например, солната киселина произведува хлориден јон и хидрониум. Оцетната киселина, ацетатен јон, сулфурната киселина, сулфатен јон. Киселоста може да се измери на pH скалата, која е мерка за концентрација на хидрониум или водородни јони. Малата П е за потенс, моки на германски јазик, а големата Х е символ на водородот. Киселините може да ја променат бојата на индикаторите. Пробај да направиш индикатор, користејќи ја бојата од црвена зелка или други пигментирани растенија. Додај сок од лимон, а потоа не гасе на вар и гледај како црвената боја се менува во сина па зелена, кога се неутрализира киселината. Можеби најпознатиот индикатор е лакмусот, кој се добива од лишај и е црвен во киселини и син во бази. Универзалниот индикатор содржи мешавина од пигменти со кои се мери промената на pH вредноста од 0 за јака киселина, по големи вредности за послаби киселини, до неутрален раствор со pH вредност 7, па базни раствори со поголема pH вредност 7 до 14 за јаки бази. pH скалата е логаритамска, што значи дека за секоја единачна промена во pH вредноста има 10-кратна промена во киселоста. За да разбереш што е логаритамска скала, размисли за ова. Имаш кофа полна со кисел дожд со pH вредност 4 и сакаш да ја намалиш киселоста на водата за да ја навадиш градината. Колку неутрална вода треба да додадеш за да се смени киселоста од 4 на 5? Паузирај го видеото и размисли. Одговорот е дека треба да додадеш 9 кофи неутрална вода за да ја смениш pH вредноста за само една единица, затоа што секоја промена на pH вредноста е 10-кратна промена во киселоста. Да заклучиме, најголем дел од киселините се природни супстанции кои се раствораат во вода и имаат кисел вкус. Внимавај, не пробувај супстанции кои не се храна. Тие исто така се образуваат кога неметални оксиди, како сулфур диоксид, се раствора во вода. Има разни индикатори кои можат да ни помогнат да ја дознаеме киселоста на супстанците. А киселоста се мери на pH скалата која е логаритамска.